Здраво, дечки! Ние сме повторно назад со нашите наставнички и повторно ќе учиме математика. Но сега ќе учиме нешто потешко. Така, сега учиме математика Ајде да за видиме. пето оделение. Наставната содржина е нормални и паралелни прави во 2D форми или препознавање на нормални и паралелни прави во 2D формите. Значи, нашите цели за овој час се учениците да знаат најпрвин кои прави се нормални и паралелни, за да можат да ги одредат. Тие веќе ги имаат изучено. Пред да пристапиме кон одредување на нормални и паралелни прави во 2D форми, претходно се учат права, нормални и паралелни прави, па потоа пристапуваме кон препознавање. Но ние на овој час ќе се потсетиме што е тоа права најпрвин, што е права. Права или права линија е безширинска, бескрајно долга, совршено права линија на која лежат бесконечно многу точки. Зошто велиме безширинска? Правата линија нема ширина, има само должина. Бескрајно долга е затоа што правата може да се продолжи на двете страни во двете правци колку што сакаме. Совршено права е затоа што правата линија секогаш се црта со линија и се внимава да биде нацртана со линија право и прецизно, затоа што ако ја нацртаме со слободна рака, таа веќе е крива линија, не е права линија. И на неј се можат да лежат бесконечно многу точки. Ние денеска ќе зборуваме за меѓусебниот однос на правите. Кога станува збор за меѓусебен однос на правите, тие можат да се сечат, можат да лежат една на друга, можат да бидат нормални, можат да бидат паралелни. Денеска ќе учиме за нормални и паралелни прави во 2D формите. Најпрво да се потсетиме кои прави се меѓусебе нормални. За две прави велиме дека се меѓусебе нормални ако се сечат под прав агол. И штом се сечат под прав агол, тие имаат една една заедничка точка или таа е таа пресечната точка. Еве, можете да забележите. Добро. И тие се сечат нели под прав агол. Кога сакаме да запишеме за две прави дали се нормални, користиме ознака. Ознаката е како превртена Т буква, односно една хоризонтална права и една вертикална права. Кога ќе го ставиме овој знак помеѓу двете прави, ние тогаш означуваме за какви прави станува збор. Супер. Паралелни прави пак, тие секогаш се наоѓаат на исто растојание низ целата должина една на друга. Значи, ако го измериме растојанието и на почетокот и во средината и при крајот, растојанието треба да биде исто. Тие се паралелни, немаат ниту една заедничка точка, затоа што не се сечат. Доколку не внимаваме, ако сакаат учениците да ги нацртаат, тогаш е добро да користат. Ако цртаме со триаголници, двата триаголници да ги користат, тоа веќе го знаат и го вежбаат. Ние на овој час нема да го прикажеме цртањето, се цртаат двата триаголници со тоа што се лизга нели едниот триаголник по прав агол покрај правата линија за да стигнеме до цртањето на другата. Да се нацрта. Да, и како што можете да забележите, овде представив една отсечка и кај отсечката е означен правиот агол за да се знае доколку се спојат со отсечката или се помине со една испрекината линија и се измери аголот е од 90 степени. Ознаката на паралелните прави е две исправени линии, малце ни се поместило тука. Значи, ако сакаме да означиме каков е меѓусебниот однос на две прави линии, користиме ознака, тоа после ќе го покажеме кога ќе ги одредуваме. Значи, ова е ознаката, така? Да, некако се поместило. Супер. Да. Сега вака, насекаде околу нас, кога ќе ги забележиме формите во просторот, предметите, објектите, тие имаат определена форма. Еве, и да погледнеме околу нас, сите предмети имаат определена форма и имаат, значи, завршна линија или внатрешна линија. Дали некаде околу вас овдека забележувате паралелни и нормални прави во просторијава? Да, јас забележувам паралелни прави. Еве оваа страна, оваа права од телевизорот и оваа права. така. Например, се паралелни. На картата на светот исто така. Така, паралелни. А нормални, дали на телевизоров забележуваш? Нормални забележувам кај раскрсницата. Бидејќи се сечат. Така, на сликите веќе преминавме. Да, на сликите и нагласени се линиите. Нормални уште еднаш, се извинувам, овде, пример, во... Така, но не мора да продолжува, нели? Еве ги и овдека. Да, и таму. И овие две се нормални. Да. Тоа ќе го појасниме подоцна. На сликите каде на друго место забележуваме? Ајде, Лука, ти нормалните, Марија паралелните. Прави. Ајде. Нормални, понатаму имаме... И во едната и во другата можеш. Така, да. Еве, исто кај телевизорот. Така. Еве една нормална.
тие се, нели се? Мислам, тие се нормални во Така. таков однос, имаат меѓусебен однос. Да, Еве уште една. така. Еве уште една овде Кај кај сликите, сликата. така. Кај вратата, еве забележувам овде. Да. Забележувам Да. овде. Да. Еве кај Дали што има сите? на ќошовите од прилика. Така, На дали тепикот. сите ќошови, еве на вратата ќошови, ако ги наричаме. Да. На 4 Секој места на ќош, вратите да. можеме да Овде забележиме. кај каучот. Така, така. На таму ни ја покажа веќе улицата, нели? Еве сега можеме паралелни да. Ај Марија паралелните. Ајде, еве паралелните се на телевизорот. Така, која со која? Ова со Ова со ова и ова со Да, ова. да. Да. спротивните. Спротивните, Да. да. Фотографијата, односно сликата која што е над зидот, ова со ова и ова Ете со ова. така. Вратата исто така. Да. Ова е камин, така? Па да. И Исто тој има каминот, исцртани паралелни Прозорот нормални линии. исто така. Да. Па дури јастучињата, Да. односно перничињата Да. на двоседот. Ете така. Значи и околу нас, еве ако можете да ги забележите плочките, сите се вкрстени дури како квадратни полиња Да. се Така, нели така, од така. претходниот Да. час. Сега, друго нешто дали забележавме? Дали овие беа бескрајно долги продолжени линии или беа ограничени? Не, овие се Ограничени. ограничени. Овие се ограничени линии. Сега ние ќе ги споменеме одсечките како дел од правите, затоа што ќе ни бидат потребни за да не се збунат дечињата кога ги одредуваат кај 2D формите. Значи, предметите во околината кои имаа паралелни и нормални прави, кои ги воочевме пред малку, беа ограничени, не беше бесконечна нивната должина, тие прави ги нарекуваме одсечки. Овде ќе имаме представено одсечки, најпрво ќе ја погледнеме оваа слика. Значи, одсечката е дел од правата која што се наоѓа помеѓу две точки или има две крајни точки. Растојанието помеѓу двете точки се нарекува одсечка. Значи, тоа е точно определено растојание и не може да се продолжува од двете страни. Значи, кај одсечките завршува должината со двете крајни точки. Таа има определена должина, и овде е една одсечка представена и овде е уште една одсечка представена со своите крајни точки. Значи И спомен- растојанието меѓу две точки се нарекува одсечка. одсечка. Одсечките ги споменуваме затоа што денеска ние ќе препознаваме нормални и паралелни прави во 2D форми, но нормалните и паралелните прави не како права која е бескрајно долга, туку како права која го ограничува просторот од рамнината, односно ги ограничува 2D формите во рамнината, дводимензионалните форми кои што сега ќе ги воочиме. Да? Еве ги нормални и паралелни прави да одредиме во 2D форми. Гледате дека квадратот, триаголникот, правоаголникот, зашто никој не се гледа? Се Еве ќе го вратам Враќа, јас врати го. назад. Не знам зашто не се појавуваат сите на еднаш имиња. Ете на правоаголникот го нема, добро. И на Не е триаголникот. битно, знаеме дека Да, тоа е еве права. отишле надоле. Да. Лево и десно. Гледате дека се исцртани и се нацртани со помош на линии, но тие линии се одсечки. Прави Добро. линии кои што се одсечки. Ајде да видиме кај квадратот дали има и нормални и паралелни прави. Па кај квадратот ја забележувам само паралелно. Мислам, страните Паралелни. му се паралелни, но има и А, ќошевите, така. да, сега. Соседните страни се се нормални, нормални. така. Кај триаголникот што забележуваме? Овој каков триаголник е овој? Ова е правоаголен. Правоаголен триаголник. А што кажавме за нормалните прави, под каков агол се сечат? Под прав агол. Значи кај триаголникот какви прави Имаме според односот? нормални прави. Нормални, точно и тоа, двете страни каде што е правиот агол. Значи немаме паралелно. Немаме паралелни Немаме. прави. Кај петаголникот? Кај петаголникот, Марија? Па исто, кај петаголникот мислам дека има нормални. No. Односно, Јас мислам дека нема ниту нема, нормални, ниту ама да, паралелни. нема. Нема ниту Ниту- нормални, да, ниту ниту паралелни, паралелни. затоа што овој петаголник што го избравме овдека нема Да, прав агол. Кај шестаголникот? Овде има прави кај агли, има. имаме паралелни, но немаме нормални. Ете така, има само паралелни овој шестаголник, а рамностраниот триаголник Равностраниот триаголник нема или ниту паралелни. остроаголен, да, остроаголен нема ниту паралелни, ниту нормални. Нормални. Јас тука имам и Да. нацртани 2D форми кои што можеме да ги Ајде. покажеме. Еве може да земете. Значи ги земавме за да покажуваме на овие 4 2D форми за да видиме дека
кај правоаголникот и кај квадратот имаме и нормални и паралелни. Да. Кај правоаголниот триаголник имаме само нормални прави, а кај овој шестаголник имаме само паралелни прави, Да. тоа спротивните. Ајде да ги покажеме, Лука, на тој правоаголник. Еве. Нормалните, Нормалните се оваа страна и оваа права. така, Ова и ова, така, ова и ова, така, и ова и ова. така, а паралелните А се паралелните се оваа страна со ова, односно оваа одсечка и оваа одсечка. Да. И оваа одсечка и тоа се страни оваа негови, така. одсечка, така. Значи правоаголникот е нацртан, ние овде како имаме представено како нацртан. Нацртан е со помош на 4 прави линии кои всушност представуваат одсечки. Двете спротивни страни кај правоаголникот имаат еднаква должина. Паралелни се спротивните страни, како што веќе ни покажа Лука. Тие се паралелни, немаат ниту една заедничка точка, а нормални пак се соседните страни и Да. тие завршуваат во една заедничка точка која што пак представува теме на квадратот или Па има во некоја случајот на логика. правоаголникот. Правоаголникот. Соседите имаат некој меѓусебен однос, Да. а овие кои што не се близко Да. еден до друг, мислам кои што се раздалечени, немаат никаков однос и никогаш нема да се сретнат овие. Да, нема да се сретнат и тие имаат меѓусебен однос, но им е Да, да, спротивен. Паралелни се еден над друг. Така Една е. на друга. Сега Марија, Ајде, паралелните прво ќе почнеме Паралелните. да покажам. Тоа се оваа страна и ова и ова. Ете така. Додека нормалните се ова и ова. да, соседните. Ова и ова. И ова. Да. Така. Исто како и правоаголникот и квадратот е нацртан со помош на 4 одсечки, 4 прави линии, но тие се еднакви по Еднакви. должина и таа е Да. разликата помеѓу правоаголникот и квадратот, а останатото за меѓусебниот однос на правите, односно на одсечките, се исти. Паралелни се спротивните, немаат заедничка точка, нормални се соседните и тие имаат една заедничка точка. Сега одиме со триаголникот и шестаголникот. Добро. Дај тоа, Лука. Во овој шестаголник имаме само паралелни страни, тоа се спротивните страни. Противните. Колку има пара такви? Има само еден пар, бидејќи имаме само 4 прави, немаме 4 прави агли, туку Не, немаме прави. немаме овдека. прав агл. Немаме. Овде Овдека немаме. Спротивните се и овие, Да. Да. и овие се спротивни. Така. Значи 3 пара, Три пара. паралелни прави имаме кај шестаголникот, а кај триаголникот? Еве го триаголникот. Немаме тука во овој случај паралелни прави. Така, само нормално. Нормална. Еве. Така е. Да. Добро. Значи ева го тука ни се представени и триаголникот и шестаголникот. Триаголникот е нацртан со помош на 3 прави линии, одсечки. Овој кој го покажавме беше правоаголен, за да можеме да ги воочиме нормалните страни кои се сечат под прав агол. И тие страни што го формираат правиот агол кај триаголник всушност се во меѓусебен однос нормални, додека кај шестаголникот имаше само паралелни прави и тие беа на исто растојание една од друга и спротивните страни 3 такви пара паралелни прави имавме спротивните страни на шестаголникот. Супер. Сега ќе решиме задачи со тоа што веќе ќе ги примениме и ознаките, односно ќе се обидеме да ги именуваме страните на квадрат, правоаголник и триаголник и шестаголник и да им ги одредиме нормалните и паралелните прави со тоа што ќе ги запишеме со помош на ознаките. Освен што ги препознаваме и ги воочуваме, оваа година во пето деление учиме и да ги запишуваме. Сега најпрвен ќе почнеме со квадратот. Оваа табла може да ја користиме, така? Да. Да избришам? Да. Ајде. Добро. Нормалните прави. Како? Ошто ова? Добро. Ајде да видиме, ако ни е кратко времето, барем кај една задача да ги... Уште една задача ќе решиме и... Да, кај квадратот само. Ајде. Ајде да јас ќе ја решам за да биде побрзо. Ајде. Ајде. Ќе запишам најпрвен страната АБ, АБ. а нормалните првен ќе ги одредуваме. Нормални. Најпрвен нормалните. На АБ знакот за нормална. Нормална е страната БЦ. БЦ. BC. Заедничка им е точката Б. Б. Така. На БЦ
Нормална Нормална е Е CD. CD. Заедничка е Заедничка има точката C. C. Доволно се тие две, има такви во меѓусебен однос 4 можеме да Да. представиме. Е, Сега паралелните. На АБ знакот за паралелни, две вертикални линии една Да. до друга. Паралелна и е CD. DC. Така, DC, DC или CD, се едно е тука, немаат заедничка точка. И на АД паралелна е CB. CB. Супер. Ете така, значи Одлично. денешниот час ни беше да препознаваат учениците нормални и паралелни прави кај 2D формите, но и да се обидуваат да ги запишуваат, затоа што веќе ги именуваат 2D формите со темињата, значи страните ги именуваат со помош на темињата и можат да ги запишат на ваков начин, со тоа што секоја отсечка со своите крајни точки ќе биде запишана како дел од 2D формата. Благодарам многу, благодариме. Беше одличен час. Се надевам дека вие паралелно со нас си запишувавте во вашите тетрадки и учевте и нормално одиме со следен час.